Денешната тема на пресконференцијата е согледување на бизнис заедницата за реалната пазарна вредност на авторските права. Денешната пресконференција ја правиме врз основа на активност што Стопанската комора на Македонија преку Сдруженијето за угостителство и туризам и Сдруженијето за информатичко-комуникацијските технологии при Стопанската комора на Македонија ја направија заедно со Американската стопанска комора во Македонија, поддржани од EU Twinning проектот за јакнување за заштита на правата од интелектуална сопственост. За таа цел, накратко ќе ви информирам за активностите што заеднички беа преземени во изминатиот период. Именно на 22 септември, минатата недела, беше одржана тркалезна маса на тема реалната пазарна вредност на авторските права. Во дискусијата на тркалезната маса беа вклучени повеќе од 40 учесници и тоа представници од бизнис секторот, од дејности кои плаќаат високи цени за користење на авторски права, институции, представници, правни застапници, здруженија застапници на специфични видови сродни права, како и представници на Министерството за култура од секторот за авторското право и сродните права, потоа меѓународни представници и представници на дипломатскиот корп. При тоа, би сакала да потенцирам дека и на тркалезната маса беше истакнато дека од особено значење за оваа сфера изработка на правилник со тарифа за користење авторски музички дела, кој ќе обезбеди соодветен надомес за авторите од една страна, но и економска одржливост на трошоците од друга. Представниците на бизнис секторот и овој пат ја потврдуваат својата одлука дека треба да се плаќа надомес за авторското право и сродните права, но при тоа треба да се забележува на висината на трошоците кои ги имаат согласно оваа обврска. Во таа насока, а со цел да се направи и паралела и согледување дали трошоците согласно висината и методологијата по која сега се пресметуваат во Македонија се реални и како е тоа дефинирано во други земји, слични по одредени карактеристики на нашата, беше и организирана тркалезна маса на која учествуваа меѓународни експерти од Ерменија, Полска и Србија. Согласно дискусијата и меѓународните експерти потврдија дека процесот на поставување на тарифи се соочувал, а некаде се уште се соочува со слични или идентични проблеми. Моделите се повеќе или помалку слични, но она на што беше ставен акцент од представниците на сите странски земји беше дека овој процес во другите земји е проследен со чин на преговарање за висината на тарифите, обемот на зафаќање и слично. Например, примерот на Ерменија, чиј представник беше присутен на тркалезната маса, беше дека таму Сдруженијето за заштита на авторските права е непрофитна организација, што значи дека сите собрани средства се исплаќаат на авторите. Иако во оваа земја системот на колективно управување со авторските права е релативно нова активност, која почнала да се развива од пред 10 години, сепак тамошниот систем е прилагоден на вкупниот економски амбиент на земјата. Во Србија постојат повеќе од 10 вакви здруженија, но секој делува во својата дејност, што значи секој здружение за различен вид на сродни права или авторско право прибира одреден надомес и истите потоа се исплаќаат на авторите. Во Полска моделот е поразличен, таму има функционираат повеќе здруженија за едно исто сродно право или за авторско право, но и овој модел покажува слабости од аспект на докажување на компетентноста кој здружение треба да има право да наплатува од корисниците. Како и да е, во суштина на целиот процес е всушност клучен аспект се става на сегментот на преговарање. Во таа насока, а имајќи предвид фактот дека процесот на преговарање, кога се случува само како резултат на добра волја на двете страни, без оглед за која земја да станува збор, многу често е долг процес без позитивен исход. Па во таа насока Европската Унија пропишала директива за колективно остварување на авторското право, која е обврзувачка за сите членки на Унијата. Согласно оваа директива, процесот на дефинирање на реалната пазарна вредност треба да биде резултат на претходно реализирани преговори меѓу засегнатите страни. Во таа насока, по обемната дискусија на крајот на тркалезната маса, што се одржа на 22 септември во Стопанската комора на Македонија, беа донесени и заклучни согледувања од страна на бизнис заедницата, за кои подетално ќе информира господин Благој Христов, председател на Сдруженијето на информатичко-комуникацијските технологии. Повелете. Следејќи ги дискусиите што формално и неформално се случуваат на оваа тема веќе подолг период,
Стопанската комора на Република Македонија, Американската стопанска комора се обидоа заеднички да организираат тркалезна маса на која поотворено ќе се дискутира и каде што беа присутни многу релевантни чинители од Европската Унија и земји што се слични на Македонија, почнувајќи од претседателката на Сдруженијето за колективно остварување на Ерменија, представник од Полска, представник од Србија. Разговаравме за тоа како е замислена директивата за колективно остварување на авторско право и на крај се обидовме да извлечеме некои заклучоци како би требало да продолжи процесот тука. Вие се сеќавате дека и минатата година, малку подоцна конкретна годината, имавме слична пресконференција. Сепак жално беше што од тогаш до денеска немаше некои промени во делот на подобрување на ситуацијата во делот на колективното остварување на авторското право. Од целата таа плодна дискусија, кај што се искористија споредбени податоци, се изнесоа неколку модели како се остварува во земјите каде што имавме високи представници. Засегнатите страни на бизнис заедницата од Македонија и од делот на информатичко-комуникацијските технологии, од делот на угостителството и туризмот изнесоа своји видувања, имаше представници на дел од колективните здруженија, министерството. На крај дојдовме до некои, предпоставам, заеднички заклучни согледувања, кои јас ќе се обидам да ви ги накратко изнесам. Значи, тие се некој пресек на сето тоа што се случува од споменатите земји, се надеваме што би требало да се случува во Македонија. Првото и основното, што секако е пропишано и во директивата, е дека целиот процес треба да се одликува со голема транспарентност. И тоа транспарентност во утврдувањето на висината на надоместоците, значи, ние бидејќи тежнееме кон Европската Унија, директивата ќе ја прилагодиме во нашето законодавство, ќе ја транспонираме, значи соодветно треба да се придржуваме и кон овие одредби кои се наведени во директивата. Следствено на тоа треба да има континуитет во информацијата на сите засегнати страни од страна на Сдруженијето за заштита на авторските музички права. Значи тоа подразбира отчетност. Отчетноста веќе значи аргументирање, бројки, презентација, значи и корисниците и авторите ќе бидат, предпоставам, задоволни доколку постои отчетност. Третиот заклучок кој што ни произлезе од сите споредбени анализи е дека овој процес на утврдување на висината на доместоците треба да се одликува со процес на преговарање, односно усогласување на ставовите на засегнатите страни. Понашки речено, аргументирање од двете страни колкава и зошто толкава треба да биде висината на надоместоците. Да не заборавиме, тој процес на преговарање сепак треба да има крајни рокови. Заради тоа што во минатото ние се соочуваме со незавршен процес. Односно со некои од колективните здруженија се преговара неуспешно веќе неколку години. Сето тоа е на штета и на корисниците бизнис заедницата, меѓутоа на штета и на авторите, предпоставувам. Тие рокови треба да бидат ултимативно крајно дефинирани и на крај на денот, доколку во муаветот, односно во преговарањето и аргументирањето нема заеднички заклучок, тогаш се знае дека некој мериторно од државните институции треба да одлучи, како што е пропишано впрочем во директивата што ја донесе Европската Унија. Четвртата работа која што ќе даде регулативна предвидливост, односно предвидливост на корисниците, на бизнис заедницата, а од друга страна и предвидливост на очекувањата на авторите, е дека треба да се пропише соодветна методологија на пресметка. Таа не треба да биде пропишана еднострано, треба да се дискутира и сето тоа, како што напоменуваме веќе неколку пати, треба да ги отсликува реалните економски состојби во државата. Односно, куповната моќ на граѓаните, економските параметри што отсликуваат државата, и тоа и го предлага директивата која носи Европската комисија. Мислиме дека само на тој начин ќе се избегне сето тоа што ни се случуваше во минатото и ќе отвориме нова страница кај што ќе функционираме за доброто на сите. Петата
идеја, односно согледување кое ние го предлагаме е да представник на бизнис секторот биде дел од управниот одбор на соодветните здруженија за колективно остварување. Тоа е со цел да се даде реален придонес во еден фер и транспарентен процес кај што заеднички ќе се утврдуваат тарифите и едноставно сите ќе учествуваме во дефинирање на моделот, односно методологијата на пресметка која претходно имав најавено. Овие заклучоци дојдовме заради тоа што го гледавме интересниот ерменски модел каде што да пропишаме се со закон, меѓутоа таму реалната имплементација оди со голем процент на саморегулација. И Европската унија веќе во повеќето своји директиви се залага да се оди на саморегулација, односно секторот заедно со здруженијата кои имаат јавни овластувања да дискутираат на темата, да наоѓаат заеднички решенија, но доколку нема заеднички решенија, тогаш се вмешува државата. Сметаме дека така ќе се забрза процесот на разговарање, преговарање, аргументирање и сметаме дека со самото тоа ќе видиме дека ова ни е заеднички интерес. Најбитната работа што ние постојано апострофираме од нашите разговори во рамки на здруженијата, комората, Американската стопанска комора и воопшто во јавноста е дека едно треба да заклучиме. Авторските права треба да се плаќаат. Сите корисници треба да плаќаат за тоа што авторите сработиле. И тоа не смееме да го ставиме под точка на размислување или дискусија. Значи, бизнис заедницата тежна е кон тоа. Втората работа е дека треба да се плаќаат рамноправно. Сите согласно остварувањата на приходи заради користење на авторските дела треба да бидат соодветно оптеретени. Тоа е втората работа. И третата работа дека овој процес и тарифите треба да бидат максимално транспарентни. Значи, верувам дека сите поедноставно би плаќале дури можда повисока цена доколку се одвива на еден транспарентен начин и знаеме каде, како и зошто се користат парите кои се плаќаат за авторски надоместоци. Значи, тоа беа примерите кои ги видовме од ерменскиот модел и верувајте, тамошната директорка, односно председател на Сдруженијето за колективно остварување, кажа дека по барање на секој од корисниците може да добие комплетен увид мимо целата транспарентност што провеува во нивното здружение, значи едноставно го интересира зошто се плаќа соодветниот надоместок, се презентира, доколку има нов корисник му се презентира зошто сето тоа се плаќа, значи едноставно се стимулира да се разговара. Затоа што на крај на денот нити авторите можат да ги остваруваат своите права доколку нема каде да се прикажуваат и да бидат достапни нивните дела до јавноста, нити па обратно бизнис заедницата може да остварува соодветни приходи и профити доколку не користи соодветни авторски дела од мотивирани автори кои на крај на денот си го добиваат својот авторски надоместок. Значи, тука некаде се движа размислувањата и согледувањата на учесниците на оваа тркалезна маса и се надеваме дека апелираме час поскоро овие согледувања да бидат разгледани од сите засегнати страни и да се обидеме, да разговараме, да најдеме заеднички интерес, да најдеме заедничко ниво на кое би се регулирале тарифите и понатаму сите да бидеме задоволни. А следната пресконференција да имаме за тоа како оваа наша дискусија и комуникација меѓу авторите преку колективните здруженија со бизнис заедницата овозможила да нивото на заштита на авторските права се подигне на повисоко ниво. Од името на Американската стопанска комора во Македонија би сакал уште еднаш да се заблагодарам на нашите партнери кои ни помогнаа да го организираме овој настан. Тоа е Сдруженијето за угостителството и туризмот при Стопанската комора во Македонија, како и EU Twinning проектот за зајакнување и заштита на интелектуалната сопственост. Американската стопанска комора во Македонија веќе години наназад има вложува големи напори
за зајакнување на заштитата на интелектуална собственост. Во најголема мера нашите напори беа во рамки на обезбедување и изголемување на да кажам подигањето на awareness и свеста на трговските марки и фалсификуваните производи. Од оваа година решивме малку повеќе да се заангажираме и во полето за авторските права, баш поради тоа се решивме да ја организираме и оваа тркалезна маса, на која имаше шанса да се споредат различни искуства од различни земји, дел од тие и повеќето од тие со реална компаративна вредност во однос на македонската ситуација. Сакам да споменам дел од интернационалните експерти кои беа повикани, кои дојдоа на тркалезната маса. Сузана Нерсисјан, директор на Армаутор од Арменија, господин Слободан Нешовиќ од Маском Белград, Дариуш Урбански, представник на Министерството за култура од Полска, како и Јане Хедегард даде свој допринос. Таа е постојан твининг советник на ЕУ проектот за зајакнување и заштита на правото на интелектуална собственост. Заклучокот во суштина на сите експерти беше дека предизвиците со кои се соочуваме и ние како држава се слични и се појавуваат во многу повеќе држави. И сите, да не се повторам се и со претходните соговорници, упатија на таа транспарентност, отчетност, диалог и самата Европска Унија во некаде средина на 2014 година воспостави ЕУ директива која се имплементира од негде на почетокот на оваа година и која возможува едно унифицирано согледување, унифицирано аплицирање на колективното управување со авторски права.